По повеќе од 1 месец од автобуската несреќа во Бугарија, нема конечни одговори за причините за трагедијата во која згаснаа 45 животи. Додека трае истрагата, компанијата Беса Транс остана без лиценца за работа, а привремено под клуче и станицата во која автобусот го поминал последниот технички преглед. Привремено е затворена затоа што при контрола се најдени низа пропусти во работењето на таа станица за технички преглед. Но сознанијата до кои дојде 360 степени откриваат дека пропустите во работењето на станицата биле утврдени многу порано, уште во август годинава. Зошто министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски ја потпишал забраната за работа дури 3,5 месеци подоцна, и тоа веднаш по трагедијата на автобусот на Беса Транс. Во село Глумово во општина Сарајево Скопје се наоѓа станицата за технички преглед на компанијата Вија Комерц. Тука, не цели 2 месеца пред трагедијата, на технички преглед бил и автобусот на Беса Транс, кој што изгоре на автопатот во Бугарија. Денеска околу станицата беше раздвижено. Сепак, едно од лицата што го сретнавме во кругот на компанијата тврдеше дека нема прием на возила. Работите? Не. Зашто ви треба? Технички преглед? За технички не работи сега. Не? Не. До кога? Од среда ќе почнеме со работа. Оваа среда? Да. Решението за привремена забрана за работа на станицата е изречено од МВР на 26 ноември, а поради констатирани пропусти во работењето. На документот стои потписот на министерот Оливер Спасовски. Но сознанијата до кои дојде 360 степени откриваат дека пропустите во станицата биле утврдени 3,5 месеци претходно. Според официјалниот записник, овластени лица од Министерството за внатрешни работи спровеле надзор во станицата на компанијата Вија Комерц Джемаль на 12 август 2021 година. При надзорот констатирани се серија неправилности, поради што надлежните служби во Бирото за јавна безбедност на 25 август 2021 година носат предлог за забрана за работа со рок од 30 дена, во кој станицата треба да ги отстрани пропустите. Од увидот на лице место и во снимениот материјал за извршени технички прегледи, меѓу другото било утврдено дека во контрола на возилата во станицата учествуваат нестручни лица. Констатирано е дека во постапката за технички преглед врши проверка и лицето ЕД, кој е ученик во автосообраќајниот училишен центар Боро Петрушевски, кој во станицата е дојден со договор за феријална практика. Исто така, возилата при вршење на технички преглед се управуваат од управителот на правното лице ЈН, кој не е контролор во станицата за технички преглед и не ги исполнува условите за контролор. Во записникот понатаму се констатира: на овој начин се овозможува во сообраќајот на патиштата да учествуваат технички неисправни возила, односно возила кои може да представуваат опасност по безбедноста на сообраќајот на патиштата. Дополнително, било утврдено и дека станицата не води регистар на возила за направените прегледи. Во наведената станица не се водат потребните евиденции, односно не се води регистар за извршен технички преглед на возила, регистар за извршен технички преглед на возила по наредба на полициски службеник, регистар за издадени потврди за извршен преглед на техничка исправност на возила. Неправилностите утврдени од контролата на 12 август послужиле како основа за предлог за забрана за вршење на технички преглед, документ кој бил изготвен од надлежните служби во МВР на 25 август. Но решение за забрана не било подпишано, па станицата на Вија Комерц продолжила непречено да работи. На 5 октомври во станицата дошол и поминал технички преглед и автобусот на Беса Транс. На 23 ноември истиот автобус се запали во Бугарија, при што загинаа 45 лица. Само 3 дена подоцна, на 26 ноември, министерот Спасовски потпишува решение со кое става клуч на Вија Комерц на 30 дена, а одлуката е образложена со надзорот и предлогот од август. Зошто толку се чекало? Од Министерството за внатрешни работи не добивме одговор зошто станицата била затворена по трагедијата во Бугарија, а некога бил доставен предлог за привремено затворање од страна на овластените лица.
Јавноста досега не беше известена од МВР дека по несреќата во Бугарија издало забрана за работа на станицата за технички преглед во Глумово. Истиот ден, кога ставил подпис на решението, Спасовски на пресконференција кажа само дека при техничкиот преглед на автобусот на Бесатранс не биле утврдени пропусти. Каде е направен техничкиот преглед, тоа е технички преглед во општина Сарај, мислам дека се вика ВИА. Техничкиот преглед е направен последно на 5 октомври 2021 година. Според проверките кои што ги направивме, нема никакви отстапувања од параметрите што може да укажа дека има техничка или било каква друга неисправност и нема никакви забелешки. Поради кои причини забраната за работа на станицата стапила на сила многу подоцна по утврдувањето на пропустите, го прашавме и сопственикот на фирмата Вија Комерц Джемалј. Во телефонски разговор Джемалј Нуиши потврди дека станицата во моментов е затворена, но на дополнителните прашања рече дека не е расположен да дава изјави. Обвинителката Вилма Русковска пред неколку дена во интервју за МТВ информираше дека станицата за технички преглед е затворена, но од нејзиниот одговор не можеше да се заклучи дали таа е запознаена со тајмингот и околностите во кои е донесена таквата одлука. Ова привремена забрана за работење е решението од Министерството за внатрешни работи, така да се надевам дека ќе извршат контрола и во другите станици за технички прегледи, за да не ни се случуваат. Јас не викам дека е поради тоа настаната несреќата, сепак уште немаме нели званично соопштение од колегите од Бугарија која водат истрагата, но сепак сметам дека треба да има нели некои рети на вистинска контрола и на возила, и на автобуси, на камиони и така. За несреќата со автобусот на Бесатранс, кој возел без соодветна лиценца, главната истрага се води во Бугарија. Предистражна постапка се води и во македонското обвинителство, чија цел се пропусти во работењето на Бесатранс, но и другите инволвирани приватни и државни субјекти. По овие сознанија, прашањето што се наметнува е дали предистрагата ќе се прошири и кон работењето на фирмата за технички преглед Вија Комерц, но и кон одговор на дилемата зошто решението за нејзино затворање останало 3 месеци во фиока.